оваа лекција ќе учиме како може линарна равенка да најде примена. Со помош на линарните равенки можат да се решат текстуални задачи. Тие задачи можат да се решат ако се има одреден план, како на пример 1, примерот 2 и примерот 3. Пример 1. Ако на некој број го помножиме со 3, на производот го дадеме 2, добиваме 23. Кој е тој број? Според текстот, непознатата е X. Тоа е бараниот број. Па имаме тој број X, ако го помножиме со 3, значи 3 по X. На производот го додадеме 2 плюс 2, добиваме 23. Значи, поставената равенка ќе биде 3 по X плюс 2 е еднакво 23. И сега си ја решаваме според трансформациите. Лево непознати, десно познати. 3x еднакво на 23 минус 2. 3x еднакво на 21, x еднакво на 21 врз 3 или бараниот број е бројот 7. Пример 2. На контролна писмена работа, наставникот им задал на учениците 15 задачи. За секоја точно решена задача, ученикот добивал по 5 поени, а за погрешно решена или нерешавана задача, ученикот губел по 2 поени. Колку задачи решил точно ученикот, кој на крајот имал 54 поени? Најпрво треба да ја разбериме задачата. Познато е дека ученикот решавал 15 задачи. Познато е дека за секоја точно добивал по 5 поени, а за нерешена или неточна губел 2 поени. На крајот ученикот освоил 54 поени. Не е познато колку задачи решил ученикот. Како второ правило, треба да го означиме со X непознатиот член. Непознато овде е бројот на точно решени задачи. Тоа е X. Ако бројот на точно решени задачи е X, тогаш бројот на неточно решени ќе биде 15 минус X, бидејќи вкупниот број на задачи е 15. Сега треба да ја воочиме врската помеѓу величините. Ученикот добил на секоја точно решена задача по 5 поени, значи имаме 5x, а изгубил по 2 поени за секоја неточна, значи имаме 2 по неточна е 15 минус x и освоил вкупно 54 поени. Откако ги воочивме врските меѓу величините, можеме да ја составиме равенката. И таа гласи 5x минус 2 по 15 минус x е еднакво на 54. Сега веќе е лесно да се реши задачата. Добиваме 5x минус 30 плюс 2x е еднакво на 54. Лево непознати, десно познати. 5x плюс 2x е еднакво на 54 плюс 30. Или 7x е еднакво на 84, па x е 84 врз 7, или x е еднакво на 12. Што покажува решението на равенката? Ако x е 12, тоа значи дека ученикот точно решил 12 задачи, а не решил 3 задачи. Пример 3. Во рамнокраг триаголник, кракот е за 2 подолг од основата, а неговиот периметар е 25. Да се ги определат основата и кракот на тој триаголник. Значи, имаме основата ни е x,
а кракот е за 2 подолго од основата, значи x плюс 2. Или имаме, ако основата А ја обележиме со x, тогаш Б, кракот, е еднакво на x плюс 2. Сега ја применуваме формулата за пресметување периметар во рамнокраг триаголник. Или тоа е еднакво L е еднакво на А плюс 2Б. Ако замениме на местото од А и на местото од Б, добиваме x плюс 2 по x плюс 2 е еднакво на 25. X плюс 2x плюс 4 е еднакво на 25. X плюс 2x е еднакво на 25 минус 4. 3x е еднакво на 21. Или x е еднакво на 21 врз 3. X е еднакво на 7. Значи, основата А е 7 cm. А кракот ќе го добиеме, бидејќи е за 2 поголем од основата, Б ќе биде 7 плюс 2, или тоа кракот е еднакво на 9 cm. Домашната работа, следната домашна работа треба да биде испратена до 12 мај 2020 година.